Брат, ама не мом. О! Се разпара цела страна црви. Здраво, хаос, ново милениче, нови две миленичиња. Требаше го снимам видеово денес, ама покасно денес, ама ми се јави човекот што ми го прави аквариумот дека е готов денес, а требаше биде готов утре. Јас си мислев дека денес ќе снимам видеото, а утре полека ќе си го доснимувам и ќе си правам се и ќе се спремам, ама готов е денес и јас ќе морам да одам денес и денес да правам се. Леле, ќе одам да се испричам. Не бев ни спремен да го снимам видеово. Не знам што сум смислил за наслов и како ќе се вика видеово и све, ама ако до сега не знаевте од насловот, ќе чувам аксолотл. 2 аксолотли. Требаше биде еден, испадна дека се мажко и женско и не ќе да ги раздвојам и беа единствени и така и не ќе да го оставам другото и за ќе биде 2 и ќе чувам 2. Вчера буквално трчав на секаде и зимав работи ко ова е такво да покажува температура внатре во аквариумот. Немам ни докупено све, треба така да се докупа, не очекував дека ова ќе се дешава денес. Има тука црн песок за внатре за аквариумот, буквално претходниот периодот како решив и додека барав аксолотли, истражував цело време на интернет што е како се чува, зашто малце така невообичаено за чување кај нас. Има тука и пумпа филтер и ова што сега не може да башува да го видите, ама ќе го видите кога ќе ставиме во аквариумот. Едно од декорациите ќе биде доста мал аквариум и не му треба кој знае колку да се трупа и да се прави, ама сигурно ќе му требаше нешто да се докупи отпосле. Сега следно што треба да направам е станувам, одам да го земам аквариумот, да го донесам тука, да ги донесам аксолотлите. О мај гад, не се враги се дешава. Луна на апаратима, Луна е jealous. Вие ќе им давате име. Вие ќе им давате име, тоест давајте предлози. Исто така ако некој чувал некогаш, јас си многу читав и веќе скоро осеќам дека знам се, ама ако некој чувал слободно некој совет, може да каже, да упати в коментари, ќе биде добре дојде. Брат, ама брат. Брат! Ке аквариумот е земен, ги гледате моите секси папучи. Ево колкаво е 70 сантима долго, широко е 30 и нагоре е 35. Тоа личи вака. Во моментов ќе стојат тука, зашо мислам дека тука им е најбезбедно стојав на масава. После ваќе ќе се префрли, али сега следен чекор е полнење со вода. Јој. Секаде ли еднакво да го распоределам? Ова е распоредено се. Мислам дека ние пак ќе сакаме да додадеме уште. Али сега за сега ќе заврши работа, убаво е. Сакав црна песок за да се познаваат и они поише. Зашто така розови ќе доаѓаат поише до израз. Следен чекор, сипување вода. Само да го сипувам вака. Отиде цела песок. Ова ќе биде видео како да не спремате аквариум. Не мом. Сега ќе треба вака само 1000 пати, нели? Скоро до пола. А до кај ги запунува? До тука не иде? Дојде свечениот момент кога треба сега да се остават внатре. Во види ги колку се сладки. Не мом. Треба да се спушти вода и колку треба пола сада да седат вако кесата внатре 15 минути. Да ги пливам јас. Вака им е позабавно, шо? Ја ставивме пумпата тука да дува. Мислам дека после ќе се премести, нема стои баш тука, али сега за сега е арно. Сега е моментот кога јас треба да ги пуштам внатре, да ги ослободам од кесата, помина веќе 15 минути, мислам дека е време да ги пуштам навакаде. Многу ми е страв. Јо. Види ги. Ајде златца, излагајте. Златца мој. Леле, излага. Ајде злато. На слобода. Пливкај, сега е друго шо е толку. Брат. Ќе се гушкате ли сега таму? Види ги. Брат. Човек. Види ги. Мислам дека воопшто не ни пливкаат толку, туку секад ќе се вака најдоле и затоа и сакав црно, зашто гледа колку убаво ни се изразува од црно. Човек, се уште видиш што се пикна тој таму? Што се пикна море таму? Што правиш под филтерот? Ајде навака бегај. Гледа што е убаво, како мрда со тие човек. Океј, еве ме ден после
тоа. Златцава преку ног си тргнаа тука дел од ова. Као што гледате тука на оваа страна веќе нема песока имаше. И цело време се тука човек на оваа страна ке што нема си лабава. 90% од време да се вакви, лабави, ама знае да има и момент кој ќе збеснат онака скроси која прави ко кругови иде нагоре нешто изводи, ама никако не можам тоа да го снимам зашто се случува многу кратко и нема кога да го фатиш, ама тоа што планирам да го направам е кога ќе ги ставам на местото каде што треба да седе, зашто дефинитивно нема да седат вака на маса која што се сеа. Туку сакам да купаме на нова комора, да ставам до другата комора што секогаш се гледа позади моите стримови. Таму да се они секогаш со втора камера што цело време на стрим ќе ги снима и нив и ќе можете во секој момент на секој стрим да ги гледате. И тогаш кога ќе се случи нешто такво ќе можете да го видите и нема да ни избега и ќе стои така вакво. Друго и многу важно, имиња, машко и женско се. Претходниот пат Луна беше ваша идеја, така што и овој пат пишувајте во коментари, ни треба две имиња. Се уште не знам кое и како ќе ги разликувам, мене ми се идентични, ама е само прв ден, можеби со тек на време кога ќе ги гледам повеќе ќе почнам да ги разликувам, во моментов ми се идентични или не се, не знам. Дали можам по опашката или по нешто, ако некој од вас има предлог како да ги разликувам, нека каже, али за мене се исти. Битно две имиња ни требаат, машко и женско, како да ги викаме? Пишувајте во коментари, некој ќе одбера. Вајда, ако дадете аслани имиња, ако се сите ужасни и се ко Ивица и Марица, нема да се викаат Ивица и Марица. Да не заборавам. Прво хранење. Знаете со што се хранат? Со црви. Живи црви. Ларви. Што и да се. Еве го. Од позади, ако доволно зумирам и прогледате малку внатре и ќе ги видите, ама се замрзнати, што е многу подобро. Како само ова се вади, човече, вајде ова скроз се трга од ова. А да, ова уште е вакво. Ова треба скроз да се искине. Сериозно, ова е листа на витамини што ги има внатре. Па да земам ја црви да јадам. Еве и какво и само треба едно вакво да сипам внатре. Чек, не можам и да држам камера и да го правам тоа. О мај гад. Чек, ова се црви живи. Ама лепди горе. Ќе падне доле или нема падне доле? Ќе го регистрираат они некојаш или нема да го регистрираат? О мај гад, тоа ќе стане цело црви. О мај гад, падна ова доле. Падна скроз доле. И сега кога они ќе сватат дека имаат храна? Како они да им кажам дека имаат храна? Ало, идете јадете, ало. Имате онаму гозба. Гозба, луѓе. Оди таму. Абре, гозба цела. Значи, затоа што они цел ден стојат тука и мислам дека она наму што падна никад нема го видат. Јас ќе пробам некако буквално да им го донесам. О, се раствара цело. О, тоа се црви што лета. Не мом. Па како они ќе го видат ова некој што нема стигна дока нив се раствара цело станува црви. Црви што летаат, ве молам видете дека има храна, дека има замирисајте нешто. Имате ли некакви сетила, имате ли сетила за вкус или имате сетила за мирис, за било. Низ цело летаат. Сега летаат. Сега летаат, ако ми се, сега летаат. Сега летаат низ цело. Сега и знаете ли дека има гозба? Ова е ко торнадо од црви сега. Ало господ, имате гозба, ви врнат над глава, ви врнат црви, не слушате ли? Овие не се гладни. Овие се сити за цела година се сити. Каснете нешто бре ќе припаднете, гледате колку црви има околу вас. Ма овие се и слепи, и не слушаат, и не мирисаат, и не осеќаат. Ништо не осеќаат, овие немате никакво сетило. Види, ни суста му поминува. Касни го море. Луѓе, што му они не јадат, а вака стои цело време баткова, знаете што сакам ќе му направам? Гледайте. Сега ти батко, само стои си таму. Така ти е кога не јадеш. И кога седиш вака замрзнат. Шубав си. Имаш прекрасни очила и имаш прекрасна насмевка. Само вака да си секогаш среќен. Човек не мрда, нити јаде, нити знае нешто да каже, нити знае нешто да покаже. Види го само, сега така седи си. Јадеш ли, другар? Тоа ли јадење ли е? Или што правиш? Ама овој си ги бар... конечно изгледа некој е гладен. Конечно изгледа некој е гладен. Тоа е тоа, кажете колку ви се свиѓаат моите нови животинчиња, нема некој да ги нарекол грди како сестра ми. Значи се најпрекрасни, се најубави, се најегзотични, се водни змаеви, мои змаеви, чувам 2 змаја и се прекрасни. И дури размислувам се дека може дека има тука место за уште 1 или 2. Ама друга боја. Лайк,
subscribe за уште видеа и се гледаме во следното.